Добар ден, другарчиња. Добар ден! Се наоѓаме во нашата читална, која често пати ја користиме по македонски јазик, и со помош на проекторот и оваа презентација во завршниот дел на часот ќе направиме мало подсетување за видовите на реченици, мала проверка и утврдување на знаењето за видовите на реченици и интерпункцијските знаци. Спремни сме за работа? Да! Како што бевме во поведниот и во главниот дел, ќе имаме сила и за завршниот дел. Другарчина, да се подсетиме најпрво. Што беше тоа реченица? Мила? Реченица е една говорна целина со која се искажува Благодарам. Точна, комплетна дефиниција што е тоа реченица. Не изучивме 3 видови на реченици. Ајде да се подсетиме кои беа тие, а не? Три видови на реченици. Тие се раскажни, прашални и излишни. Сосема точен одговор, а не благодарам. И сега ајде со помош на нашата презентација да го утврдиме или провериме нашето знаење. Дечиња, со расказните реченици што кажуваме? Со раскажните реченици Раскажуваме. Одлично. Опишуваме. Целосен одговор. Мислам дека ниједна звездичка од таа точка не ја заборавивме. Одлично. Така, дечиња, кој интерпункцијски знак стои на крајот? На крајот од расказната реченица пишуваме точка. Точно, пишуваме интерпункцијски знак, точка. Одиме на нареден слайд. Дечиња, кои беа прашални реченици или што правиме со нив? Со прашалните реченици прашуваме. Одлично, нешто прашуваме. Одлично. И кој интерпункцијски знак стои на крајот? На крајот од прашалната реченица пишуваме прашалник. Прашалник. Прашалник, интерпункцијски знак, прашалник. Одлично. Одиме на нареден слайд и на нов вид на реченица. Извична реченица. Дечиња, што правиме со извичните реченици? Со извичните реченици Што искажуваме? искажуваме радост, Така? среќа, лудина, Одлично. и страст. Одлично. И овде мислам дека ниједна звездичка не пропуштивте. Одлично, сосема целосен одговор. Сега имаме малечка вежбичка, Мила повели на табла. Имаме 3 видови на реченици. Едноставно ќе треба да ги поврзиме со соодветниот знак. Мила да ни ја прочита првата реченица и да ја поврзи со еден од овие 3 интерпункцијски знаци. Повели, Душо. Кој ги измисли буквите? Гледате таа кокрина гласот на крајот од реченицата и да видиме дали правилно поврзување ќе направи. Да, сосема точно. А не да ни ја прочиташ втората реченица. Игра кошар. Така, гласот го спушти, кој интерпункцијски знак ќе стои тука? Одлично, да е расказна реченица. Лука, повели на табла. Прочитај ни ја третата реченица. Одлично, извикуваме. И таа ќе биде како вид на реченица? Одлично. Може со маркерот да повториш убаво тоа да се види? Одлично. Дечиња, сега сум сигурна дека ги познаваме добро видовите на реченици, правилно ги изговараме со таа интонација како што одговара или како што треба за секој вид на реченица и го користиме правилниот интерпункцијски знак. Него е наредно видео и доверување, довидување. Само размер истина. Довидување.
Thank